Добри ден во студио за професор Рената Десковска, професор по уставно право и како професор по уставно право всушност и бевте член на експертската комисија за извештајот на 24 декември. Ве молам ваша оценка, дали овој извештај е валиден, постојат сериозни дилеми во јавноста со оглед на фактот што после подписот на двајцата членови, господинот Илија Димовски и госпожата Благородна Дулич, беше допишано дека не ги признаваат правните квалификации. Јас мислам дека не треба воопшто да постои никаква Безсогласно дилема. се извинувам, безсогласно за правните квалификации. Не треба да постои никаква дилема околу валидноста на извештајот и тоа целокупниот извештај. Кога се договарате да влезете во еден процес на формирање на комисија, од која што очекувате извештај, во тој случај не смеете и е неодговорно кога сте влегле во договор, после тоа ако не ви се допадне резултатот, да речете извинете, ама јас не се согласувам, си одам и за мене ова е палома хартија или не знам што, ова не важи. Дали ги начин да. Добро, на однесување покажува една несериозност и утре ден кој ќе треба да седнете со некој кој што веднаш си ги погазува договорите кои што ги направил, вие немате сигурност дека во било што да се договорите дека тој ќе си го оствари. Значи ние влеговме во ризик, исто како што влезе и ВМРО-ДПМН во ризик, дека председателот онака како што ќе прифати да гласа за едните или за другите, ние ќе добиеме извештај кој што ќе биде валиден и кој што ќе мора да се почитува. Овдека е уште побитно што самиот извештај вие гледате дека е потпишан од сите и е едногласно прифатен. И тоа го кажа и самиот председател на комисијата. Такво писмо беше испратено и во меѓународната јавност и потоа ние добивме пофалби заради едногласно усвоениот извештај. Господин Фила е комесарот за подпишување. Значи не е спорно за никој дека извештајот бил прифатен. Начинот на подпишување, двајцата колеги од ВМРО-ДПМН почна да допишуваат нешто на извештајот. Вие тоа го видовте? Да, го видовме и јас реагирав, и професорот Фрчковски го виде, и Давидковски, и јас реагирав до председателот на комисијата и реков, ве молам, што значи ова допишување, да ни објасните и да потенцирате и да кажете, да констатирате дали овој извештај едногласно усвоен. Председателот седеше значи непосредно до мене, тој рече да, извештајот е полноважно, едногласно усвоен, значи тие не знам што допишуваат, така рече тој, и тогаш побаравме толкување и од самиот представник на Европската Унија кој што беше присутен на начинот на подпишувањето, дали ваков извештај во кој што има допишување е валиден, не е валиден, значи ли прифаќање со консензус или не, и тој си го кажа својот став, што и за нас како правници беше неспоред, но сакавме да чуеме пред сите дека станува збор за извештај кој што е прифатен од сите, кој што е потпишан од сите и кој што е правно валиден. Значи тоа беше неспорно констатирано. Дури еден од членовите од ВМРО-ДПМН рече оставете ни го ова како чин на лично достоинство, на личен интегритет да се потпишеме, да напишеме. Во ред. Значи правна валидност не може да се спори на извештајот. Особено што кога се пишува извештај, тоа што вие ќе го ставите како подпис е апсолутно ирелевантно дали до подписот ќе ставите било што друго, ќе напишете ова, вие можете да го третирате дури и како дел од подписот, бидејќи кога се пишува извештај, било кое несогласување со дел од извештајот се прави со издвоено мислење. Тоа значи дека оние кои што не се согласуваат, не го потпишуваат извештајот, туку потпишуваат издвоено мислење во кое што кажуваат, не се согласуваат со тоа и тоа, заради тоа и тоа и си го образложуваат. И таква можност беше ставена и во деловникот на комисијата кој што ние сите го усвоивме. Значи ние бевме спремни, дури и јас бев спремна ако дојдеме во ситуација да имаме извештај кој што нема да има нотирање на уставни прекршувања, кој што нема да има нотирано прекршување на деловникот, да си напишам издвоено мислење кое што ќе го приложам покрај извештајот, во кое што ќе си ги образложам моите позиции. Позади подписот сте мислели и вие нешто да напишете? Не позади подписот, тоа е неприфатена варијанта. Ако тие не признаваат многу од правните квалификации, може би иронија да имате комисија која што ќе треба да ја води имплементацијата на извештајот низ собранието и која што понатаму ќе треба да надзира, да врши надзор врз спроведувањето на тој извештај, да ја води човек кој што не го признава или го девалвира извештајот. Значи од тој аспект мислам дека самите тие што прво прифатиле и што седат во таа комисија прифаќаат дека извештајот е валиден. Зошто не ја информиравте јавноста?
дека за овој потек дека имало подписот на двајцата пратеници, односно членови на комисијата, допишено дека не се согласуваат со правните квалификации. Искрено да ви кажам, вие сите рековте дека овој извештај е прифатен и шокантно беше после на една телевизија да излезе документ во кој се гледа дека после нивните подписи нешто друго стои. Значи тоа прашање околу информирањето на јавноста треба да го упатите на членовите од ВМРО-ДПМН, бидејќи едниот од нив на самиот чин на подпишување рече ова не е за во јавност, дури можеме да се договориме да не го изнесуваме во јавност заради нашиот личен интегритет. Ние го почитувавме. Еден од членовите, така што го почитувавме нивното барање да не се изнесува тоа во јавноста, и потоа како излезе сепак е тоа нивна. Ама чекајте, јавноста мора да го види документот дека постои подпис. Видете, јавноста има право да го види документот, но исто така кога тој подпис или тој веќе во јавноста почна да кружат објаснување дека може да е цртеж, може да е слика, може да е стих, може да е било што, тоа е личен избор на оној кој што го става. Тоа што е ставено нема никаква правна вредност. Мене ми падна многу смешно кога јас деновиве низ јавноста слушав објаснувања и аналогии да се прават со Виенска конвенција. Тоа е оној смешниот дел во целата оваа приказна, нешто што практично покажува дека на некој начин се прават недозволени аналогии. Не можете вие да правите аналогија на Виенска конвенција со извештај. Тоа од многу причини кои што се познати и на студенти од прва, втора година на правниот факултет. Значи, прво, Виенска конвенција ви се однесува за меѓународни договори и тоа мултилатерални договори. Тоа значи каде што се склучуваат договори меѓу повеќе држави. Со цел да можете повеќе држави да ги направите согласни за еден документ, им давате можност некој да иземе, да стави резерва на едно или на друго. Но, и ова прво не е договор, ова е извештај. Значи, апсолутно не можете да ги споредувате. Не можете да правите таква аналогија. Тоа, знаете како да земете вие, играте кошарка и сега ви се свиѓа правило од фудбал дека некој влегол во офсайд и викате стоите офсайд. Значи, не можете правилата од фудбалот да ги пренесувате на кошарка. И исто така не можете правилата од меѓународно јавно право, од мултилатерални меѓудржавни конвенции вие да ги пренесувате на извештај. Околу промените, дали да очекувате некакви промени, рековте дека е прилично чудно тоа што седат во комисијата, односно во новата работна група луѓе кои воопшто него ни дел од извештајот него толкуваат дека не е валиден. Госпоѓата Мирјана Најчевска, таа како професор настапува, се разбира, и вели, и тоа незините настапи се на блог или на Facebook, но тоа не ја намалува релевантноста на незините ставови, се разбира. Таа вели дека прилично е критична кон вас, особено не лично само кон вас, се разбира, но кон членовите на експертската комисија, заради тоа што збор, например, има кажано во извештајот за уставните прекршувања, по тоа дека носителите на власта, ако не го признаваат делото извештај, не може да се очекуваат било каков напредок во оваа држава. Значи, зошто не стои збор за уставните прекршувања од страна на власта, она што се очекуваше од еден дел, се разбира, од јавноста? Значи, не се слушам дека нема збор за уставни прекршувања. Многу јасно се дадени уставните прекршувања, но на начин на кој што инсистираше ВМРО-ДПМН да не биде спомнат зборот устав, уставен член, или, значи, на некој начин... Зошто инсистира? Инсистира заради тоа што мислам дека не сака да признаат јавно дека има прекршувања, но ние инсистиравме дека прекршувањата мора да бидат нотирани, дури им прифативме и во форма во која што тие сметаат дека ќе можат да се ја продаваат во јавноста. Вие ги нарекувате заклучоци. Тоа се правни квалификации. Јас ги нарекувам заклучоци бидејќи до моментот на подпишување на договорот во текстот стоеше терминот заклучоци и ние сите разговаравме за заклучоци. Значи, пред председателот Давидковски да даде оставка, зборувавме за правни квалификации. Тоа беше предлог на представникот од Европската Унија, наместо да се оди на правни квалификации, да се оди на заклучоци, ние тоа го прифативме и цело време работевме на заклучоци. Значи, како се случи, велите? Не знам, јас, значи, на денот на подпишувањето, тогаш добивме измена во која што стоеше, побаравме објаснување.
Не можам да кажам дека објаснувањето ме задоволи од аспект на тоа дека така е подобро или не. Значи имаше аргументи, па ние се интересиравме кај претседателот на комисијата, бидејќи тој ни го испрати текстот. Јас не можам да тврдам дека можам да се согласам со објаснувањето дека е подобро да стојат правни квалификации, дури и начинот на подпишувањето уште еднаш укажав дека подобро беше да стојат заклучоци и потоа кога се ставија подписите од членовите на ВМРО-ДПМН стана беше јасно дека практично јас претпоставувам дека тоа е на нивно барање, бидејќи би било уште посмешно да става дека немаат согласно за заклучоци, а не за правни квалификации. Како и да е, значи за мене овие заклучоци кои што сега се прекрстени во текстот како правни квалификации, јасно нотираат дека има прекршување на устав и на закон за собрание и на деловник. Но одговорноста тука не е нотирана и не веројатно и не би можела да биде нотирана. Ако се читате онака како што треба, се знае кој наредил исфрлање на новинарите од галеријата. Се знае кој наредил исфрлање на пратениците од собраниската сала. Се знае на чие барање тоа е направено, се знае кој ја прекршил постапката за носење на буџетот. Цела фаза е скокната во постапка за носење на буџет. Значи буџетот е донесен апсолутно вон деловничка процедура. Сето тоа е напишано. Значи искрена сум, нацртот на препораките, нацртот на заклучоците кои што сега стојат како правни квалификации беа дадени од представникот на Европската унија. Професорот Фрчковски изјави во интервју за Нова кај ме од колега Борјан Јовановски, на живци му скокаше Рената на Илија, вели тој, кога викал ќе се фрлам од приземје, ќе скокнам од приземје. Па добро, искрено да ви кажам, не мислам дека само Илија се нервираше од тоа што јас го зборував. Зошто се нервираше Илија Димовски? Повеќе луѓе се нервираа во целата ситуација. Значи, тој случај кој што тој го кажува беше во текот на работењето на комисијата. Имавме еден ден кој што траеше многу долго, значи состанок кој што траеше 9,5 часа и тогаш требаше да се заврши хронологијата на настаните. Мојот став беше и успеав до некаде во добра мера да го реализирам, дека хронологија во која што вие само ќе набележите дека на таа и таа дата било ден на дрвото, на таа и таа дата не се работело бидејќи било ден на албанска азбука, на таа дата не се работело бидејќи имало погреб на некој, па оделе пратениците на погреб, не дава никакви информации. Дека мислев дека инсистирав дека мора хронологијата да биде збогатена со вистински аспекти на она што се случувало во процедурата. Атмосфера на посебна тензија или на некое нервирање посебно, мислам дека беше во некои разумни граници. Не мислам дека некој ќе се фрлал од приземје? Не, тоа беше една саркастична, така што тоа беше малку и да ја разбие атмосферата. Должна сум на и вам и на јавноста да соопштам дека господинот Илија Димовски беше поканет да учествува со SMS порака и со телефонски повик на кој не одговори, па подоцна и со SMS порака на мобилен телефон, но тој не воопште не добив никаков одговор. Извештајот оди во Брисел само со подписот на господин Давидковски или со вашите подписи? Јас искрено не знам како ќе го пратат. Извештајот ние подпишавме повеќе примероци, дали претседателот на комисијата сам ќе подпише, па ќе и тоа е исто така прифатлива форма, но искрено мислам дека покоректно би било, бидејќи ние подпишавме повеќе примероци, да се прати примерок во кој што сите сме подпишани, оригинален примерок, и таму кој си допишувал, си цртал цвечиња се, зашто да не отиде во Брисел. Јас се надевам дека ова гужва што се крена во јавноста околу начинот на подпишување не им е вајда само за да ги замачкаат очите на македонската јавност и да се покажат како некакви херои, туку да искрен став кој што ќе го бранат секаде, и дома и надвор. Дали ќе беше донесен извештајот госпоѓа Дисковска, доколку не беше дојден представникот на Европската унија како експерт? Моето мислење е дека експертот од Европската унија даде огромен придонес во правењето на овој извештај и искрено се сомневам дека ќе успеевме да до толку да бидат приближени ставовите, да не беше неговото учество. Ви благодарам што бевте гостин.